Полициски службеник 4 пати за година и пол менувал матичен лекар за да му издава боледување. Во втората половина на минатата 2025 година 80 здравствено осигурани лица, припадници на полицијата, искористиле 514 боледувања, од кои дури 83 траеле и повеќе од 30 дена, покажа контролата на Фондот за здравство на барање на Министерството за внатрешни работи поради сомнежи за злоупотреби. Резултатите покажаа дека неправилно е едно од 5 боледувања во МВР. Тврдено дека кај 29 лица од вкупно 80 има неправилности во издадените боледувања, тоа е околу 37% од контролираните лица, односно околу 100 боледувања од вкупно 514 се неуредни или неправилни. Тоа е 19,5 или околу 20% од вкупниот број контролирани боледувања. Контролирани биле вкупно 105 приватни здравствени установи. Најголемиот дел од нив се матични лекари, но има и неколку гинеколози и стоматолози. За подолгите боледувања контролирани биле и правостепените и второстепените лекарски комисии што ги издаваат. Главните прекршоци се во тоа што не се почитувале главните дијагностички постапки, а се надминували и дозволените временски рамки на боледувањата. 29 здравствени установи, 27 од општа медицина и 2 од гинекологија издале неуредни боледувања. 3 специјалисти од 3 јавни здравствени установи исто така издале неуредни боледувања и 2 комисии, првостепени лекарски комисии исто така имале грешки во издавањето боледувања. Најчести недостатоци е непридржување кон задолжителните дијагностички постапки за издавање на боледување. Според Клековски, дел од тие боледувања се оправдани, но дел се злоупотребуваат. Односно, еден човек зема 7 дена боледување, па доаѓа 1 ден на работа, а потоа под друга дијагноза отвора ново боледување. Најчесто користени дијагнози за боледување се болести на респираторниот систем, мускулниот и дигестивниот систем. За неправилностите кои се детектирани и во приватните и во јавните здравствени установи, изречени се глоби во вкупна висина од 1,2 милиони денари.